Итар Пео. Пео не гледа ноќе. Го вида нашиот Пео жешкото на фронтот и почна да си крои план како да измрда некоја друга недела. Крои шета, не знае што мано да си најде и најпосле дувна во тутунарката која беше полна тутун и си ги наполни очите. Ги растрлка и ги закрваве, па му се јави на лекарот. Какво има бре момче? Го праша четниот санитар, гледајки го инаку здрав. Не ми се види ноќе, господине поручник. Очите ме болат нешто, одговори Пео и ги овргали големите граорасти очи. Поручникот го изгледа сомнително, но бидејќи не беше специјалист за очи, го испрети во полковската амбуланта, оттаму во дивизиската болница. Но и тука се кажа дека нема специјалист за очи, ниту пак инструменти, апарати за проверка. А Пео секаде вика дека ноќе не му се гледа. Мораа да го испратат дури во Софија кај специјалист очен лекар. Се повтори прашањето. Какво има бре момче? И одговорот: не ми се гледа ноќе, господин докторе. Лекарот се насмевна незабележително и го воведе во една темна одаја каде што изврши подробен преглед. Кога заврши прегледот, го удри по плеќи и му рече: и мене не ми се гледа ноќе, момче, но нели си дошол до тука, еве ти 2 месеца боледување да се одмориш и не турај тутун во очите да не престанеш да гледаш и дење. Така Пео протутна 2 месеци далеку од окопите меѓу своите мариовци и мариовки во родното место.